Македонија, мала земја на Балканот. Силно нагазена од јаремот на поробувачите. И додека жални народ тивко лелека во себе, младите дејци на револуционерната организација ги креваат главите против тиранијата. Нивниот завет е смрт или слобода за жална Македонија. Македонско име нема да загине. Чисто. Брате, даме, ова работа повеќе вака не оди. Немаме повеќе време за губење. Востанието ќе се крева до година. Брате Никола, ако се прашувам јас, би го кренал уште вечерва, но не ми е тоа маката. Каква мака, брате, даме? Зошто ти си против востанието? Затоа што немаме кревачи. Кој е тој што ќе крене толкова востание? Како бе немаме? Јас? Ти! Оти шо ми фали мене? Абе, дајте ми 3 оки ракија и 5 бури на вино, па да видите до утре сабајле цела Македонија ќе кренам на нозе. Мао. Ете што ми е маката, брате Никола. Светот крева востание со фишеци и бомби, а ние со вино и ракија. Додеше таа работа со ОПА иха, со голи раце ќе ги задавевме турците во Босфорот. Ете, председателе, тоа е тоа што ме мачи мене. Тоа е тоа што јас синоќа во Јанкова Мејана го изложив во моето резиме. Абе, како да кажам, ваквите, ко братот Даме, ти го матат виното со погрешни стратегии. Наместо да ја гаснат нашата револуционерна жет со дебело црновино, тие на Смедеревката му клават вода. Ова е тоа либерално, дефетистичко, да не речам социјалдемократско мислење. Спротивно на нашето традиционално конзервативно учење на стратегија со трезни глави. Или што би се рекло, концепт за слава на Свети Никола без алкохол. Со туршија, со долми од лозов лист, со гравче, со пилешко за вечера. А здравици? Здравици може да се креваат и со обична вода. Евентуално со кисела за свечени пригоди и национални празници. Предлагам, кога ќе дојдеме на власт, да забраниме продажба на вино и на ракија после 8 часот вечерта. Војводо, ова е круцилајнен... Круцијален. Добро де, круцијанален... Круцијален. Добро де, ево тоа е проблемот. Абе, сте се ватиле за разни курци-мурци, го лажите, го маткате народот. На народот не му требат големи идеи, туку големи стратегии, како Александар Македонски. Александар Македонски. Хацета наш бе, бао. Абе, вие мислите та работа така бидувало, со турши, со гравче и со вода. Абе, кој трезен ќе се крени од Македонија та 10 години да ака по пустињи до Индија со бистраглава? Председателе, дај ми ја мене та стратегија, па ќе видиш до утре сабајле на Везиро ќе му мочаме пред високата порта. Брате Никола, апелирам на трезвен и трезен однос кон нашата револуционерна борба. Или како што рекол братот Хислер во неговото прочуено дело Мојата борба. Социјалдемократијата е најголемото зло на политичката борба. Брате Даме, Не ја и многу лајна. сега сме 902 година. Таа книга ќе биде напишана после 30 години. Проштеве, брате Никола, но ме понесе револуционерната мисла. Простено нека ти е, брате Даме. И од мене, и од револуцијата. Ајде. Ајде. Ти си отишол од умот. Не, погледни се. На што личи ова?
А? Како не ти е срам, бе? И што ако те видеше некој? Магаре толкаво. Будала еден. А шляк? Токмак. Еј, како не ти е срам да ми ставаш јазик во уво? Митрейце, тоа сега е модерно. Митре! Митре! Кој е? Организацијата. Баси, мајката. Јадење, пие, вино, раке. Море, Митре, Митре. Војводо, брате Даме, брате Питу, добре дојдовте во мојот скромен дом. Добро те најдовме. Ве поздравувам и голема чест ми правите мене што сте ме избрале на мојата честна фамилија. Нека Свети Никола ви донесе бирике, здравје. Митре, ај не ја иногулајна. Дур не изнакажеш се што си чул од попа Танаско и Валијата битолски ќе те разбери. Абре, кажи здраво живо и готова работа. Здраво живо, бе. Ајде, браќа, легвајте. Бој. Абре, Митре. Ми рекоја дека пред некој месец тука кај тебе на гости, на гозба бил оној егеец од Цилјо Чакаларо. Војводо, беше 3 дена и си замина за Костов. 3 дена седел, велиш, а? Аха, и јас го поканив ден-два, ама... Што ама, бе, Митре, шо ама? Ајшо седел 3 дена седел. Ајшо изел 2 јариина цицалчиина изел. Ама то што си му дал да пие од она ракија што ми ја вети за ланскиот Свети Никола, а? Пиеше ракија. Оти ме знаеш мене? Јас големи кабајети простувам. Ама за такви работи главата ја кинам. Знам, војводо, знам. Ајде, Митре. Добро ти дојдовме. Добро те најдовме тебе и твојот скромен дом. Да, и твојата честна фамилија. Ајде, Свети Никола, нека ти донесе здравје, берикет. Ајде, така. Ај, Пито, не ја многу лајна. Митрейце! Тука си. Дојдов да им посакам добре дојде на војводите. Арно си сторила. Ајде сега оди сток ми го зелнико да се печи, зашто војводиве се гладни. Ударех па дојаѓа. Еве сега. Војвода, да не треба и јас нешто да сторам за вас. Сполајте, Митре, за мене ништо не треба. Ево, Даме, брат Даме, ако сака нешто. Не, сполајте домаќине, добар сум јас. Добар. Арно. Писмо од организацијата, војвода. Смрт? Или слобода. Овде има една порака. Да видиме што ни пишува организацијата.
Горјане и Огнене. Ви честитаме за изумот со самарчето. А, тоа мене ме честитае. За почеток ви праќаме малу лебови, утре на 12 взори, ќе мине една колона автомобили со храна и муниција од Струга за Дебар. Од Струга за Дебар? Ние сме сега на Пирин планина. Ние додек достигнеме до Струга, војната ќе заврши. Тека пишува да го ебам. Колоната ја штитат италијански и германски војници кои замина од Струга. Ајде, па Струга. Така пишува. Ето го евам. Еве ви среќа, храна и муниција. Пречекајте ја колоната и убаво поздравете. Ја. Подгответе се за покрет, другари. Ајцики малани бре, кумити! Војводата, брату! Го тепа војводата! Бог да го прости. Оспа, бе! Да ти ебам жената, да ти ебам, слушаш? А на себе, брат. Абе го еба, војводата го еба. Како го еба, бе? Па нели ние се договоривме, бе? А бега те, а? Мајка. А бега те, а? А бега те, а? Бега те. Да имам Хурем и Хатидже! И Фијафифа, и Нигер Кафа! И Мехрима, и Зумбујага да ти ги имам! Да имам Фатмаđu и Аси да имам! Како бе Аси Фатмаđu? Па нели си рековме нашите ние ки си ги ебаваме? Прости, бате Стојане, поневаме песна. Војводата, брато! Војводата. Ајде. Браќа, војводата, Бог да го прости.
Песна, браќа! Што ми е мило, драго, млада партизанка да станам. Абе, што правиш ти, бе? Баш ти е песната, мислам, брате Петре, Кодошка. Си го луфтираш петлето, а? Што правите, бре копуци? Војводата. Живе. Жива. Ајде, избришете ги тоа мрсулите и тргајте пред мене. Знаете колку пат не чека до Крушево? Што ги фрлаш преврските, бе, шапшал? 3 пати да се степаме со турците, помина месецот. Собери ги. А вие, за ова никому ни збор. Ни збор, војводо. Војводо, ако прашат во организацијата што ти стана, што да им речам? Ке им речеш дека војводата го раниле меѓу нозе. Да, војводо. Ајде, Сиктер, пред мене. И женско и машко, и старо и младо се креваше на бој. Овие беа зборови на нивни завет. Ако ги предадам идеалите на организацијата, да бидам прободен со овој револвер и кама што сега ги бакнувам. Беше тоа глас што одзвонуваше од сите грла. И таа клетва ја дадоа револуционерите кои тргнаа по патот на слободата. Славното Крушево беше нивна цел. Четите од Вардарот, четите од Пиринот и четите од Егејот, и таа да се прегрнат во братска љубов. Но, тој светол сон не го сонуваа сите. Душмани на таа голема и светла идеја од секогаш имало многу. Внатрешни и надворешни непријател на ослободување на Македонија ги ковал своји планови. На почетокот на овој век, додека Македонија уште беше под турско ропство, разни верски мисии настојаваа да прошират своје влијание сред потплачени народ. Во Скопје, високо накале и покрај противењето на известни антиевроатлантски структури, се наоѓаше центар на американската мисија за Македонија. И така, мис Елен Стоун тргна на пат во внатрешноста на Македонија. Пред неја беше земја во која требаше да се држат верски проповеди и курсеви. Иако ништо не знаеше за земја во која прв пат доаѓаше, мис Стоун верваше во себе и во своја задача. Значи, брате даме, ова наша револуционерна борба не треба да биде обична. Ова наша револуционерна борба треба да биде одлична, необична. Ако можам така да кажам, треба да биде економистичка. Треба да биде технички кратирана. Треба да биде идејна и структурно дефинирана револуција. Во оваа борба, културните достигнувања на македонскиот народ ќе бидат основата. Тие ќе бидат темелите на овој манифест кој што ние сега го пишуваме. Тоа е првиот чекор кон нашата преродба на нашата мила и тажна татковина. Така е, брате Никола. Како што се вели во филмот Најдолгиот пат, така и овој наш пат кон преродбата мора да започне со првиот чекор. Брате даме, ти од секогаш си бил мудар на збор и со храбро срце.
Затоа мислам дека ти треба да го направиш овој прв чекор кон преродбата. Че, на каков пат се кажувало то? Не се кажува на пат, туку на кинематограф. На каков граф? Шо е то, бе? Тоа е нешто како фотограф, само не се кажува едно кадро, туку од поиќе. Аха. И таму се кажува то? Се кажува. Демек, како оној мојон, Влавот, Јанаки, Битолскион, тој со фотограф што прави такви работи, таму тоа се кажвало. Така де? Абе, председателе, ти реков јас дека овде е Матов. Кој е Матов, бе? Кој ста даскало, тете тоа е. Само троа малку појќе од тебе. На децата на школија им викал дека еден ден човекот на сирмена птица ќе лета на небо. Што се смееш? И то ќе биде. Брате Даме, јас мислам дека ти треба да го направиш овој толку мал чекор за нашата преродба, а толку голем за нашата татковина. Ова се зборовите кои ќе се кажат еден ден кога човекот за прв пат ќе зачекори на месечината. Брате Никола, ова либерална свиња, љубител на алкохолот, развратот и слободниот безбожен живот, се осмели по не знам кој пат да стави сопка на зачетокот на нашата револуционерна борба. И затоа предлагам да се укори и казни со револуционерна мерка. И тоа да биде запишан во историјата како ноторен алкохоличар. Кога бе ти алкохоличар? Брате Питу. Повлечи го зборо, или ќе ти ја скинам глата. Брате Питу. Повлечи го зборо! Не го повлекувам. Брате Даме! Не го повлекувам. Повлечи го зборо! Повлечи го зборо! Повлечи го зборо, гнидо, една контрареволуционерна! Не го повлекувам. Чавко една избиена. Гнасо! Шумкар! Повлечи го! Повлечи го! Конош еден! Браќа! Срамота! На денешен ден, Свети Никола, нова година, наместо со арно и со убаво да ја испратиме старата година и со арно со убаво да ја дочекаме новата, ние тука ќе се колеме и ќе се убиваме. Брате Даме, прости му на брат Питу. Му простувам. Брате Питу, прости му на брат Даме. Ама ако ше еднаш ме наречеш алкохолист, ќе ти ја скинам глата. И како да те викам? Не алкохолист, автономист. Или автономист, или пијаница. Да сум си на чисто. Пијам од љубов. Ако не дојди љубовта, пијам со надеж дека ќе дојди. Ако и тогаш не дојди, пијам да заборавам. Джек Лондон! Не бе, Питу Гули. Историјата ќе покажи кој бил во право, а кој не. Ангел! Ајде, запи ми она мојата. Бојот почна в клисура, чакала ров бреј. Бојот почна в клисура, чакала ров бреј. На кусото јачменче,
čakala rov brej. Македонска момажниеше, чакала ров бrej. Македонска момажниеше, čakala rov brej. Na kusото ячменче, čakala rov brej. Оздол иде Бахтияр Паша, čakala rov brej. Оздол иде Бахтияр Паша, čakala rov brej. Со 12.000 čakala rov brej. Со 12.000 čakala rov brej. Бахтияр Паша викаше, уđum кардашлар. Бахтияр Паша викаше, уđum кардашлар. А čakala rov викаше, Дурбе керата! А čakala rov викаше, Дурбе керата. Елени! Čakala командуваше, сардисайте го. Čakalarov командуваше, сардисайте го. Марија! Сардисайте го. Живатете го. Тоа мрсно куче, овесете го. Софија! Сардисайте го. Живатете го. Тоа мрсно куче, живатете го. Ознесете го. Горе смилево. Odnesete go gore smilevo, kaj kulite to makedonski, kaj kulite to, kaj da me gruje. Ајде, керата! Сопра, шо е бе во пуски војводо иноземни наредени? И сите паници ги сокрши са кај ќе играеме сиртаки на елинско. Здраво, сопра ми сарна. Ористе, Јорго. Слушај, војводо, ти носам едно вие со го велете писмо ние грама од организацијата. Од организацијата. Девојки, мене ме бара сега организацијата. Ќе мора да си одите. Ајде. Чита, Јорго. Ке цитам, војводо, ке цитам, што ќе правам. Значи, слуши сега. Ние, твоите браќа со сме од Пиринска и од Вардарска Македонија, значи, сакаме ваа нова година да ја славиме во Крусево. И те оцекуваме тебе најголемиот кососи војводо, највеликолепниот мегали војвода од сите, те канеме ние твоите браќа од Егејска Македонија војводо, со правиш бе, влепат сите тука гледит, со правиш. Значи, те канат твоите браќа со се војводо од Егејска бе се Јорго, не претерувај, Јорго. Читај. Значи, војводо, те покануваат да дојдеш на писувањето на манифесто и на креването на востанието. Арно им текнала. Борбата за Македонија, Јорго, никогаш не била лесна. Шо правиме, војводо, сега, а? Паме, Јорго! Паме, војводо. Паме. Ајде, земи пуската
И. Опа! Абе, војводо, јас вака можам тебе до Олимпус да те носам. Песна, Јорго! Памести джунгла, мето Тарзан. И паме војводо, памести джунгла. Ние, вашите вечни комши, пријатели и познајници од хубавото Крушево и од околните китни села, без разлика на вера, националност и убеждение, не можејќи повеќе да ја трпиме тиранијата на жедните за крв и гладните за човечко месо муртати, што сакаат да не донесат и нас и вас на нож, што сакаат и нас и вас да не донесат на питачки стап, и што сакаат нашата мила и мала Македонија да ја доведат на питачки стап како пуста пустиња. Денеска решивме со пушка в раце да се бориме од тиранијата на тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Значи, ако е тоа се, да одам јас до Визба да видам што има. Питу. Тие ваши и наши душмани и да добиеме слобода. Браво, брате Никола! Многу убаво кажа. Значи, ако е тоа се, да одам јас до Визба, а? Ние не дигнавме пушка против вас. Тоа би било срам за нас. Ние не дигнавме пушка против миролюбивиот и чесен турски народ, што се храни како нас, со крвав пот. Тој е наш брат. И ние со него сне живеале и пак сакаме да живееме. Барам реплика, ако може. Не може. Никола во обраќањето не го спомна твоето име, таков е деловникот на работата. Добро, тогаш процедурално. Не може. Како бе не може? Шо е тоа? Диктатура, режим? Кај е моето човечко право да се изразам кој што треба слободно? Слушајте, ако не ми дозволите да се обратам, тогаш ќе се жалам со писмо на конзулите в Битола, така да знаете. Даме, брате, да му дадеме на брат Пит едно процедурално обраќање. Повели, брате Питу. И благодарам, председателе. Значи, моето прашање е во врска со дело, таму во манифесто кај што пишува тоа за тоа што не смееме да се бориме против турците. Така е. И против кого ќе се бориме тогаш? Јас колку што знам, ние сме под турско робство. Така ли е, брате Никола? Така е. Значи, брате Пито, политиката е сложена и комплексна вештина. Мислам, ако може така да се каже, политиката си е политичка работа. Вака со своји зборови тешко е да се објасни. Мислам, ако можам така да кажам, понекогаш човек во политиката треба и политички да се однесува. Брате Никола, ај не е и многу лајна. Не ми одговори на прашањето. На кое прашање? Ке се бориме ли против турците или не? Прашањето е сега. Шекспир? Кој е шекнат, бе? Ке се бориме, брате Питу, се бориме. И ке дигнеме востание да ги избркаме турците од тука. Тоа баш сакав да ти кажам. Ние ке кренеме востание, ама не за да ги избркаме турците. Ние ке кренеме востание за да ги натераме турците да останат, за да им овозможиме на агите и на беговите да прават бакалници, за ние оттаму да купуваме стоки, за да можат да изградат болници каде што ќе се лекуваме, за да може да изградат згради каде што ќе живееме. Ете тоа ти е таа политика, брат Питу. Разбираш сега? Абе јас и сега за мојата мејана в Крушо, чинко, масло, срча и други работи купувам од
Нехли турчино. Жена ми на екем ја носам кај Нусри турчино. А и кирија исто така плаќам кај Сулјо турчино. Тогаш, зошто да дигаме револуција и востание? Заради идејата, брате Питу. Заради идејата на француската револуција. Сетете се на зборовите. Егалите, фрателните, либерте. Се сеќавате како очекувавме да падне Луи. Како револуционерите маршираа кон Бастилја, така и ние ќе маршираме кон Крушевскиот уќумат. Ќе гледам победата. Еве ми ја на дланката. Јас чекорам напред, како Наполеон. А јас по тебе, брате Никола, како Робеспиер. А јас кој ќе видам? Ти, брате Питу, ќе бидеш Мара. Мара? И шо јас да не сум баба? Тој даме нека биди Мара. Јас сакам да бидам тој неговиот, како го вика тој Пиперо. Робеспиер. И не може, не го давам името. Не. Слушај, ќе го даеш и нема да прашуваш појќе. Брате, Мемо, je suis très fatigué. Cette révolution est marveilleuse. Permettez-moi, écoutez-moi. Révolution, liberté, fraternité, égalité. Брате Никола, ај не ја и многу лајна. Ебалите. Кажи ке се бориме против турците или нема да се бориме? Бајцо, подсмукни се, бе, да ти бега страо. Какво, бе? Ај, такво, дълго. Дълго, бајцо, като нога от 2-годишно теле. Баба, имаш и лъжу майто. Ај, нема лъжи. Бајцо, јас бе кај бај Гоце Делчев и он ми кажа, от бај Ицо да не мърдаш, само он да е жив и здрав. Слушай, ако трябва, аз за тебе се фърлям и в Белто море. Само ти да си жив и здрав. Бајцо, ай сега, кажи ми истината. Стефане, братю, казвам ти, че аз не съм виновен. Аз нищо не съм кажал. Не, не си ти виновен. Не. Еми, ако не си ти, бајцо, кой ке да е виновен, бе? Ми аз на Лелти Марионка не съм им го покажал мандалото. Слушай, лъфато ти и там некой кинематограф. Името ме отурил некак другче, некак шуме и мандало. Како речеле... Мандана. Как мандана? И шо и това мандана? Ами откъде да знам аз? Това си някаква ваша думичка, македонска. Така казват? Наша, македонска. Еми? Бай, Ицо, как се вика моето дето? Еми, он се казва Мандал. Татко ми, как се вика, байцо? Също Мандал. Така де, аз как се викам, байцо? Еми, пак де Мандал, Стефан Мандалов. Стефан Мандалов. И защо, бе, байцо? Знаеш ли защо? От и ние, от дедо и прадедо сме имали мандала, а не мандана. Миклава там нико име на мадама, ме разбираш, а не на Москодан, как ще се вика. Слушай, и аз тя разберам ва работа. Ако трябва, ќе одам кај бај Гоце Делчев и тя разберам. Всичко ти му кажу. Аз ти казвам, че не знам. 100 пъти съм ти казал, че това струва някаква сръбска пропаганда.
И за това са криви твоите, македонците. Они си така решили. Режисьора Живорът Митрович, сръбин. Оператера Миленко Стоянович, сръбин. Художника Василий Попович, и он сръбин. А женската роля, главната, Олга Спиридонович, и тя сръбинка. И после ние българите не ви струваме. И били сме мръсници, окупирали сме Македония. Шо лафиш ти, бе? Не лаф, ама аз, другите казват. И пак филм, в някакво си трето полувреме. А кой? Па ли сърбите, баицо? А не, там са го казали чифутите. Баси мамата, баицо. Баицо, как се освободиме от турско, па как се освободиме и от сръбско, и от българско, как се освободиме, баицо, да не треба, бе, с евреето бой да биеме? Еми, ако се наложи... Баси мамата. Да се одмориме малко, госпогице Катерина. Што вели? Предлага малко да се одмориме, а и аз веќе ете се уморив од патувањево. Нема одмор. Си требала да размислуваш пред да се ебаваш, а не сега. И како сега да ја објаснам таа твоја ситуација во нашата света мисија? Како да му кажам на амбасадорот дека си во тешка, блажена состојба? Па ќе кажеме дека не сретна комитите дека ме силува. Океј, ти силувале. Ако ме прашаат мене, ме праша амбасадорот, зошто јас не сум силувана, што да му одговорам? Зарем на вистина мислиш дека и на тебе би можело такво нешто да ти се случи? А зошто да не? Што ми фали? А ништо не ти фали. Кај тебе се парите? Ако му кажеш на амбасадорот дека сум во блажена состојба од војводата, та јас ќе му кажам дека секој ден му даваш на Петко 2 лири бонус за да те потфаќа. Застрами се, Катерино. Значи се договоривме. Нека биде по твое. Какво става, војводо? Идат. Да одиме да ги пречекаме долу напад. Чернопеев, оде ти напред. Ние ќе дојдеме веднаш по тебе. Разбрах, војводо. Смрт или слобода? Смрт или слобода? Војводо, а да те питах нештичко така. Повели, Мандало. Таа еврејска земја, далеко ли е од тука, бе? Далеко е, Мандало. Многу далеко. Првин треба да го преминеш нашето Бело море, па Средоземното море, па Левантот, па Мртвото море, па Црвеното море. Таму е еврејската земја. Така и си мислях. А што ти текна да ме прашуваш такви работи, Мандало? Зошто е тоа толку важно? За мене е важно. А зошто? Не знам да пливам, војводо. Halt!
Огнен Горен, ајде, браќа! Вие знаете зошто сте овде. Ајде, немате време за размислување. Каде е колоната? Прашав каде е колоната и Трајче Дрварчето. Ако кажете, ќе ве пуштам сите. По трет пат ве прашувам каде е Трајче Дрварчето? Мандало, што зборува братот Чернопеев? Ништо, војвода. Сгрешил го и тексто. Во се реплики од волшебното самарче. Тогаш повелеј да дојде Игор за Трајчета Дрварчето. Нема да може, војвода. Како тоа нема да може? Еми... Сабајлинта, кад тргнах на ваки, усретнах кај мене, в селото, в Стојаково, в Меанта Икс. И така ми счина како направен да бише. Мандало, ништо не те разбрав. А? Видиш, мен ме фанала оваа лута трева. Ништо не те разбирам. Еми, учејте езици, бе, човеци, учејте. Може ким са над. Оти, како што е тргнала оваа коалицијата с нашите браќа в Скопје. Изгледа ке треба сите да ва праберум доле у Гилгили, у Стојаково, на топла трева. Добър дан, моje даме! Добър дан, госпожо! Добродошле, моje лепе даме! Добродошле у најлепшу државу на Балкану! Овде, тука, водите на Вардар течат безгрижно и нагоре, нагоре, нагоре. А цвекињата си растат безгрижно, си растат и си уживат. А славејчињата си пеят безгрижна, спокојна песничка. Мандало, кажи на госпоѓата мис Хелен Стоун како пеат славејчињата. Катерино? Кои се овие луѓе и што сакаат? Бараат откуп. Што? Откуп? Ние сме американски државјани и си ги знаеме нашите права. Разбойници едни, варвари. Сега ќе се јавам во америчката амбасада во Скопје и тие ќе испратат НАТО трупи и ќе ве бомбардираат. Вие што не знаете што е демократија, немате слободен печат, варварени едни, кои што никој не ве има признаено. Има да не пуштите да си одиме дома. Ајде. Шо велива бабата, бе? Ништо страшно. На мене не ми счина да е бајш така. Катерино, што зборува овој? Што сака да каже? Што сака да ни прават? Ова се комитите. А тоа е војводата. Ке не грабат, ке не ебават.
не видиш, бе? Ти еврей? Свот мъта! Браво! Боразуа! Буразуа! 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 Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Burada, buyurun. Entra. Како што мислевме, газданак, ние мислевме за тоа каде да ја прославиме новата година, оваа нова година мислам. И како и предходната, така и предпредходната, па така и оваа година сакаме да прославиме ево кај тебе. А да прошаравте малце, јас така помислив. Брате Питу, брате Даме, дали е се според планот? Ти, брате Даме, докаде си со своите задачи? Да, прати Фабер кај Јанета Сандански, нашиот представник од Пиринска Македонија, ми јавија од ја примил по раката и дека тргнал наваму. Одлично. Значи, Пиринскиот цар Сандански со својата чета ќе удри на укјуматот. Не може! Јас ќе удрам на укјуматот. И да не се расправаме. Или ќе удрам на укјуматот, или ќе му ја треснам главата на овој пишманов овде. Кого ќе треснеш ти по глава? Тебе бе стрино подмочена. Кого бе ти стрино подмочена? Пурија ке! Ковстановис! Комуњар! Брате Даме! Брате Никола, тој прв почна. И јас прв почнав и прв ќе завршам. Историјата ќе покажи кој бил во право, а кој не. Доста бе! Ако двајцата не престаните сега, ќе ве пратам како амбасадори. Ти во Софија, ти во Белград. Не, ти во Белград, ти у Софија. Не. Ти, брате Питу, докаде си ти со твоите задачи? Јас, војводо, го кандисав Васила Чакаларо да дојде и тој од Егејска Македонија. Куриро ми кажа дека иди со четата од Костурско. Браќа, цела Македонија е на нозе. Ке се слушне гласот, ке зарикне и во Егејска, и во Пиринска, и во Вардарска Македонија. Нека се чуе гласот на поробените, на желните за слобода, за Македонија. Никола, ај не јај многу лајна. Кажи го планот и готова работа. Брате Питу ќе удри на укјуматот. Ти, брате Даме, ти ќе ја сардишеш с колијата и потоа ќе удриш на Влашката црква. Не се согласвам со тоа. Јас треба да удрам на Влашката црква. Или секој ќе удри по своето, или и ова востание нема да го биди. И он ти да не го биди? Брате Даме, мислам дека овој пат брат Пит е во право. Ако секој удри по своите, ако секој гледа своите да ги донесе под знамето на преродбата, тогаш нашата победа е загарантирана. Дури и по повелбата на Обединетите нации, по Женевската конвенција, нема зошто да се зборува дека некој прави геноцид врз некого, едните кон другите или обратно. Да, така е, брате Никола. Но ако братот Пит удри на власите, а Чакаларов удри на грците, тогаш што останува за мене да удрам? Абе, председателе, ти реков јас дека ово е матув. Абе, Даме, ако удрам јас на моите, на власите, а Чакаларо ако удри на неговите, на грците, и тогаш од трите, што ти останува тебе? Питу! Ајде да не отвараме таа тема сега. Ајде на здравје. Браќа, смрт или слобода? Смрт или слобода? Смрт или слобода? За Македонија! За Македонија! За Македонија! За Македонија! Брате Никола, може нешто да те прашам? Повели газданакио. Сами ќе славите ко лани и преклани вие тројцата или ќе има некоја компанија како што е ред?
Точно сега е моментот баш кога сакавме да ти кажеме како стојат работите. Ти знаеш дека ние и ланската и поланската година, па и годините и предходно го правевме планот за нашата револуција, за нашето востание, за нашата слобода, за Македонија, за... И планираме ова нова 903 година навистина да го дигнеме востанието. И за таа цел ги викнавме сите од сите страни, за да можеме заедно да го смислиме планот и да се ослободиме и еднаш за секогаш да ги победиме душманите. Одлично. Браво. Само кој ќе ја плати сметката? Сметката? Сметка? Да, сметката. Питу, сметката. Але, наку, ај, не име гулајна. Таа, ако беше за плаќање работава, ќе одевме во друга мејана, а не овде. Брате Никола, нека не пиши наќу на вересија, а здравие кој ќе ослободиме Македонија, ќе направиме компензација. Ќе му дадеме еден ан и железницата, од Солун до Скопје. Браво, брате, даме, браво! Брате Наку, бидува? Бидува. Само да не заборавам. Да ставите во манифесто дека ние властите го спонзорираме востанието. Така? Ајде. Абе, председателе, да не му е многу тоа што му го даваме. Остави го, ајде, нека се радува таму. Година-две на железницата, потоа ќе му ја земеме назад. И ќе му пиме за ичпари, а? Питу. Арно. Браќа, за слобода на Македонија. Смрт или слобода? Смрт или слобода? Смрт или слобода? За Македонија! За Македонија! Девјаци! Простаци! И вие сте ми биле некоја нација. Барам веднаш да ги спроведете сите закани што ги изрековте. Кој е овде главен, а? Каде ви е шефот? Кој е овде шеф? Бајицо? Шо верува бабата? Шо е то шеф, бе, Бајицо? Какво? Шеф? Шеф. Откъде пък аз да знам какво е този шеф? Пити го Яне Сандански. Ај. Сега ще го питат. Војводо? Војводо? Војводо. Шо е то шеф, бе? Шеф? Не знам. Прашај го... Не, чекај. Немој да прашуваш. Да не излезе дека тоа нешто сум јас, а зборчето некако не ми се допаѓа. А зошто прашуваш, Мандело? Бабата лафе нешто тука, шеф. Сакала да правам абет с некој шеф. Од кај да и го најдам тој шеф сега? Ништо, доведи ја овде. Јас ке поразговарам со неја. Разбрах, шефе. Ај! Ај! Која сте вие? Јас сум Хелен Мистон, американски мисионер. Дојдена сум овде кај вас во вие ваши пусти и диви краишта, за да ја пренесам вистината за постоење на Бога и Исус Христос. За постоење на Бога? Така е. Тоа го знаеме. Ние веруваме во Господ. Што друго проповедате? Дека постои Исус Христос. Сме биле сведоци кога се родил и кога го распнале.
Вашата земја е 1800 години помлада од неговото раѓање. Друго? Проповедам за Библијата и за Стариот Завет. Свети Павле ни е роднина. Друго? А исто така и за Новиот Завет. Колку евангелија? 4, господине. Ги знаеме тие 4. И уште 3 други, но нема сега за тоа. Друго? Проповедам и за слободен избор. А ние сме се родиле, како што гледате. Нашата парола е смрт или слобода. Слободно сме избрале да живееме, а и да не живееме. Колку што ми е познато, кај вас еутаназија не е дозволена, нели? А да ви пратиме некој да ве подучи? Друго? Слободен секс без предрасуди. За таа работа договорете се со Манделото. Со кого? Со овој овде. Тоа е најдоброто нешто што ви го нудим. Најдоброто од Македонија. Уште не сте ги виделе неговите атрибути, а веќе имате предрасуди. И што можеме да научиме од вас? Може да побарате откуп од американската влада во замена за мојот живот. Ако има некој будала да даде $1,000,000, тогаш прифаќаме. Мандало, прифати ја госпожата. Разбрах, шеф. Ај, бабо, врви пред мене. Возете. Бујрум. Деве. Не туку се наведнувај, кажувај. Ефенди, дојдоа кај мене комитите. Опа. И седоа се дома. 10 зелника, 5 јагниња, 5 кокошки носилки, 2 петли, 100 јајца на гладно срце. Вино, ракија, колку сакаш, на крај и жената ми ја... Што жената ти? Не, ништо. Не. Добро, тоа си е твоја работа. Туку сега ти мене кажи ми, мене што ме мачи. Ефенди, дозволете јас да си ја кажам својата мака. Судбре, Џаур. Зборувај што зборува за востанието. Кога ќе го кренат, кај ќе го кренат, зошто ќе го кренат, тоа зборувај. Слушнав дека ќе прават некаков манифест. И слушнав и дека ќе се собирале сите заедно за нова година во меаната Македонија кај овој Наков лавот. Кај Наков лавот? Јазик, бре, Нако, јазик. И тој ли, бре? Друго? Друго... војводата Никола Карев. Ќе бил некој Наполеонка. А овој Даме за Биберен. А овој меаджијата Питу не сакал да го викаат Мара. Не сакал да го викаат Мара? Значи се бунел? Значи револуционер? Крушево. Фротирните. Фротирните? Солун. Либерте. Либерте? Стамбул. Ебалете. Ебалете? Стамбул ебалите? Револуција! Револуција! Митре, за нова година и ти во меаната на Нако. Царштината чести.
И внимавај на сатот. Враќај го назад, нова година никако да дојде. Бива, ајде, бива. Јазык. Толкава царштина. Тука ли најдува да слават нова година? Бати късмето тебе. Дивјаци едни, пуштете ме! Јас сум американски граѓанин, си ги знам своите права, јас... Стој! Кој е? Македонскиот народ! Македонците напред! Остали стој! Лозинка! Смрт или слобода! Среќна нова година! Братјане, војводите ве чекаат. Јас сум американски државјанин, јас си ги знам своите права. Ме слушате ли каде ме водите? Срам да ви е, дивјаци едни! Што така, баба? Бавате ли? Утрите по-дълго тук саке, то саке. Май време на треваря. Пер. Селани! Попусто сте тргнале да ме спасувате. Јас овде сум дојдена без вина на кого и да е. И не се враќам повеќе во селото. Осман е мојот живот. Кој го е без спасе. И онака не го сакав. Нека си одат селаните. Осман. И покрај тоа што го држиш брат ми затворен. Кој го е бе, ослепи го. Сакам да сум твоја. Мала си. Не сум мала. Млада сум. Цвета. Младо име пролетно. Жегава ке ме овене. На Рогозина си растена. Ке живееш како што ти е судено. Тагувам по гладното село. Види. Срм. Свила. Злато. Соблечи се. Селанка си. Керка на сиромав. И да те убијам, пак ќе бидеш тоа. Соблечи се. Никогаш. Да ти помогнем да се преслечеш. Пушти ме! Чекај. Пусти ме кога ти велам. Чекај, не викај. Пусти ме! Проклета да си. Проклета! Бегу, порака од валијата. Епа, брате Јане, добре дојде уште еднаш. Добро те нашел, брат Никола. Ете, дојде и тој ден. Најпосле. Да ја прославиме новата година и востанието. Дај Боже. Зошто овој вака зборува? Затоа што немало таков актер во Македонија со таков став. Мислам, така висок, убав и строен, за во вистинско светло да го представи Јаната Сандански, па го зедовме овој од Загреб. Зошто? Затоа што така кажал Централниот комитет. Епа, брачо, онда добре дошли у нашој лепој Македонија. Чернопеев, зашто овој вака зборува? В Македонија немало кој да напише тоа сценарија, нели сценариста од Белград, они знаеле как најдобре. Зашто? Така казаха од Врховниот комитет. Добро. Епа, брачо, добро нам дошли у нашу лепу Македонiju. Добро нам дошли. Добро вас нашли. Онда... Ајмо.
маса. Braćo i sestre, dragi zemljaci, poštovana gospođo iz Amerike i svi ostali, mi Srbi sve svoje pobede smo sami izvojevali. Od jednog malog beogradskog pašaluka Srbija je bivala sve veća i veća, veća i veća i bila je i bit će velika. Kao beogradski pašaluk je bao. I mi smo ovde da vam pomognemo. Kao što je naš knjez Lazar pomogao na bitci kod Marice. Това значи никога. Ама ние българите ще помогнеме. Ще помогнеме с всичките усилия. Като когато помогнахме на конгреса в Берлин, Сан Стефано и бъдещите конгреси. Аз, братя, предлага, когато ще освободиме тази земя, всичките да се обединиме в България с едно име. Македонија! И сите ние да бидиме македонци! Добро де, нели сме сите един народ ебао? Ај Питу, не е многу лајна, ти си влав. Ти милаш тора, ре, ти милаш. Ден милај тора. Македонија, ден и парки Македонија. Не постои Македонија. Македонија ине моно елиники. Метра, егис, шере. Драма ехис тука, чекај. Значи ехис Козани ехис Касторија, ехис Флорина, монастири ехис и Гевгелија. Може и прилепи на ехис. Значи, просто казаме, слушај, Македонија ине европајки. Брате Никола, не драпит нешто ракава, во колку часот ќе го креваме востанието, па да му ја скинам главата на ово крчиштево. Брате Чекаларов, стрпи се малку. За еден час. Точно на полнок ќе го дигнеме востанието. Братот Даме овде до мене има стратегија. Додека турците фрлаат огномети, ние ќе фрламе со куршуми. Ерго, во моето Стојаково, ќе биде ли ова твојата голема, мегала грицка Македонија, бе? Стојаково? Стојаково. Охи. Па тогава аз ќе си земам български паспорт. Браво. Аз ще го намерам. Brothers, too much politics, too much history. Кога вие Македонија ќе ослободите, тогаш ние ќе ве научиме на демократија. New country, new закон. Слобода, демократија. Free sex. Free sex. А сега борете се. А во демократијата ке се ебете меѓу себе. Водете љубов, а не војна. Љубов е се што ни треба. Кардашлар, браќа, утре ке кревате востанието. Ама глејте кој ќе го кревате. Убо да го крените. Оти сами ќе го кревате. И глејте да не падни. Оти пак по наша турска глава ќе скрши. Аман бре комитлар, аман! Земајте слободата. Од вас 500 години и раат и дерман немаме. Браќа и сестри, ви благодарам што во новата година ни посакувате се најубаво. Вашите искрени желби за просперитетот на нашата заедничка татковина за мене се гаранција дека ова наше востание ќе биде успешно. И убеден сум дека вашата братска помош, која несебично ја давате, ќе ја донесе нашата долго очекувана слобода. Со ваша и со помошта на нашата верна пријателка од Америка, јас повеќе не мислам што треба да направам за Македонија, затоа што сум сигурен дека се што треба ќе направите вие. Джонкин! Ајде, не е лајна. И, за крај,
ви посакувам се она што вие нам ни го посакувате, истото да ви се врати 3 пати повеќе. Брате Никола, многу убаво им кажа. Абе ти им го клаш на сите, да е бао. Шо веле бе вој, шо лафе дека на сите ќе ни го клади, а? Каце кола, тебе јас ќе ти го кладам. Шо збораш бе, фиге, полио реална фиге. Епа, браќа и сестри, смрт или слобода? Паша зоде, а? Паша зоде. Јаце, Америка, фалимендерит. Што го прави ова овде, бе? Америка, фалимендерит, еј. Нью, Америка, фалимендерит. Катар, фалимендерит, порту, информацион. Повели и друг пат. 0-0 шпот. Джелјо, брате, што правиш? Си го мерам, си земам мерката. Какви мерка, Мојата мерка. Значи, нешто овде вие го пишувате на манифест. А кајде сум јас со моите браќа, бе, а? Име, каде? Па нели се договоривме да го славиме нова година заедно, бе, море, а? Ние се договоривме да ја славиме заедно, но во различни мејани. Се договоривме да го славиме во една мејана, ама на различни масе. Ама во мејана Македонија има само една маса, бе. Една маса 10 лакти. 7,5 лакти за вас и 2,5% лакти за ја. Украо е едно педо војводом. Ојме! Кодош, директ да кодошиш. Ке те го вратаме едно лакто таму за Косова, ајде. Добре, бе. И сега, што правиме? Па ќе го чекаме нова година, Бомбата? Која бомба? Дај го бомба, дај го. Дај го бомба, галичка бомба, Шо збораш бе? Ова е за јелка, бе, за јелка. Лампиньон. Гледай го сега. Јелка, лампиньон, Ај, Паша Зоти. Паша Зоти. Гец, бе, гец. Америка, фалимендерит, шум. Nothing. Фалимендерит. Госпоđice, ljubim ruku. Паша Зоти, Pardon. Значи се, собраво сме се сви и да го прославимо и да го дочекаме нова година. Абе, да тибам сато, да тибам. Нели пред еден сат, рече дека ќе дојди за еден сат. И ту, ај, јади нешто друго. Брато Джелјо, а која е невестата што си ја довел со себе? Нане лепотиц, Донеа га од Шипковиц, море, преко планина, Игра, пее, меша. Чуда го прави, чуда, Паша Зоте. А како се викаш ти, невесто убава? Јас сам лепа Мрена. Епа, браќа, штом сме сите тука, нека почне новата година. Смрт или слобода за Македонија! Смрт или слобода за Македонија! Састала се родбина, кој даже и триза, овече ночи заедно си. Нову годину чекати. Нова година куца на вратима, чаше горе сви,
Војводо! Разбуди се, војводо! Војводо! Разбуди се, војводо! Што се случило, Мандало? Бебе! Дојде ли новата година? Бебе! Молам. Катерина се породи. Имаме бебе, војводо. Епа, нека е со среќа. Честитам, Катерино. Родил се јунак. Момиче, та пак. Супа. Стета, мегали стета. Катерино! Честитам, Катерино! Браво! Обичај е некој да му пожела нешто на детето. Епа, ајде, тој знае да благословува. Както тоа питаш тук? Мандалото, тој едвама чека да го каже тоа. What they are saying? They are congratulating me. Мандало, четата бара да му пожелаш нешто на детето. Ај! Ај, да си ми живо и здраво, детуле. На лице бело, како белото море македонско. Наснага тенко високо, како ела пиринска. Грлото бисер да ти рони, како бистрите води вардарски. Гласот да ти биде како на славе. Славејче убаво мало. Еден ден, кога ке погледнеш во големото сино небо, сети се на нас. Спомни си ја меаната каде што си се родил. Таа меана, ангеле, се бори за твојата слобода. Мандало, абе ти не можеш сега да и покажеш нејзе таму горе. Таму спијат пијандури не е вао. А и не е нугулајна, туку свирни како слави. Прави српски славои. Да ви кажам, најубавото пиле од сите пилиња ми е славе и пиле, што го велите вие тука на вашиот дијалекто. Најубавото пиле, ние кога одеме на Миконос, таму да канеме бању и сега одеме малку и на Закинту, најубаво пиле ми пее горе на една цатија со има. Браво, Еци. Имам една желба, војводо. Кажи, Катерино. Да му се даде име на детево. What is going on, my dear? I want the child to be christened here, Miss Stone. А може би не треба да брзаш толку, Катерино. Ве ослободуваме. Се откажуваме од откупот. Уште утре ќе ве однесеме во Американската амбасада во Скопје. А оружјето за востанието? Оружјето и пушките ќе ги купиме на друг начин. Ајме ти! Не, многу лајна. До година, ова време, пушките овде ќе растат како крастајци. Ајме, бао. Say thank you from me. Мис Стон ви благодари. Јас сакам детето тука да ми се крсти. Кој ќе му даде име, а? Како кој ќе му даде име? Се разбира, организацијата. Женско, а? Тогаш нека се вика автономија.
А кај се чуло и видело дете да се вика автономија? Јас имам еден предлог. Нека се вика Македонија. Молим? Каква бре Македонија? Де смо ми, Срби, овде у целом овом пороđaju? Mi smo bre tolike velike žrtve dali za ovu staru srpsku zemlju kod Kumanova i Bregalnici. Ja predlažem da se zove Бановина Македонија. Какво да не? А къде сме ние, българите? А? Къде са нашите българските жертви за организацията? Къде са кафенетата, които ще ви плащате в София и в Пловдив? А? Къде са имената на великите български светители? Кирил, Методий, Климент Наум? А? Не, как? Детето ще се казва Българска Македония. Охире, ти ли е автос българикос? Просто онома даде той сега во на момента. Просто онома даде. Слушайте сега. Слушайте. Еми стора, пујсме, ста Скопја? Не, браво еци, та онома ине просто казано Скопска Македонија. Шо ја клајна овие, бе? Еде го братот Никола, нека кажи како ќе се вика. Јас предлагам да направиме компромис. Кога веќе детето се роди овде, во Мејанова, предлагам да се вика Мејана Македонија. Донесу едно кутице со вазелина и не натре, да го намазиш малку морому, корицаки му. На, ми остана од цакалари, со го подмазува тоа пистолот, со го подмазува. Еци. Маки си се родило Маки ти ке си умре Маките да ти ги напи. Мандало, ајде, не ја и нугулајна. Ела горе да го искркаме прасето, остана цело ебао.